СДСМ и невладините организации финансирани од Сорос се обидуваат да ги замолчат неистомислениците. По барање на Хелсиншкиот комитет на Уранија Пировска, Министерството за внатрешни работи во периодот кога со него раководеше кадар на СДСМ Оливер Спасовски, поднесе кривична пријава против Филип Петровски за искажан став на Твитер. Осомничен е за предизвикување општа опасност и загрозување на национални и верски права, поради што е повикан на распит во јавното обвинителство. Според Петровски, ова е обид да се влее страв кај политичките неистомисленици. Јас очекувам да биде отфрлено ова затоа што е небулозно, буквално е нелогично, но добро е да го знае македонската јавност за да го разоткриеме нивниот начин на делување. Они подолго време ги користат, односно злоупотребуваат големиот број на невладини организации кои што се финансирани од странство за да го потиснат, притиснат и оневозможат било какво различно размислување. Инаку токму Уранија Пировска јавно се закануваше по безбедноста на полициските сили за време на протестите на шарената револуција. Со закани по животот на премиерот, председателот и други политичари, тогаш токму преку својот Твитер профил се огласи и новинарот близок до СДСМ Бранко Тричковски. Тој напиша: "Ако го убијам Груевски, дали медиумите ќе известат дека македонец убил лудак, макар што не е сигурно дека јас сум македонец." Во низата закани од невладините против слободните медиуми и политички неистомисленици, со изјави за притисок излегуваа и членови на СДСМ. Поранешниот пратеник Есат Рахиќ ги предупредуваше новинарите да внимаваат какви текстови пишуваат. И сакам да ги замолам вашите колеги, извинете што маса, да внимаваат што пишуваат. Затоа што Есат Рахиќ и семејството Рахиќ имаат многу пријатели, многу, верувате, многу пријатели, кои што јас не можам да гарантирам како ќе реагират кога ќе сретнат некој од нив што пишуваат вакви небулози. Инаку според Петровски, СДСМ подолго време ги користи соросовите невладини организации за создавање притисок врз слободните медиуми. Загрижувачки е што сега тоа се прави и врз корисници на социјалните мрежи, смета Петровски. Се злоупотребени сите овие структури само да се нанесе штета, односно да се заплашат неистомислениците, да не го искажуваат слободно својот став, па и на социјалните мрежи. Овој случај доаѓа во време кога СДСМ, користејќи го специјалното јавно обвинителство, врши притисок врз ТВ Нова, покренувајќи обвинение против собственикот на телевизијата. Инаку кривичната пријава против Филип Петровски за загрозување на верските и национални интереси е втор познат случај за европската јавност. Ваква постапка се води и против поранешниот словенечки премиер Јанес Јанша.